Со само еден потек, владата ги разреши сите членови на управните и надзорните одбори на јавните предпријатија, јавните здравствени установи и установите за социјална работа, агенции и други правни лица, со што ја направи најголемата смена на противзаконски начин, пишуваат медиумите. Разрешувањето на сите членови представува прекршување на законот, бидејќи сите членови се со мандат, а со тоа се крши основното правило во демократијата. Според информациите на вчерашната владина седница се разрешени повеќе од 800 членови на овие тела, или околу 720 членови на управни одбори на компаниите и 160 членови други во надзорни одбори. Покрај тоа има и околу 160 луѓе во одборите на директорите, како и дополнителни 400 кои членувале во разни комисии. Исто така одлучено да се отповикаат членови на комисии, членовите на секој надзорен одбор и одбори на директори од акционерските друштва во државна сопственост и за регулаторните тела да се достави предлог за разрешување на управните одбори до Собранието на Република Македонија. Од страна на владата соопштија дека тие се разрешени со цел да се спречат понатамошни штети по буџетот од неодговорното однесување на дел од членовите на управните и надзорните одбори. Од ВМРО ДПМН оценија дека владата на СДСМ не е реформска, туку антиреформска, бидејќи на годишно ниво новата влада ќе троши близу 9 милиони денари само за последните 13 советници на Зоран Заев, кои се примени во еден конкурс. Повеќе од 9 милиони денари секоја година е висината на платите на годишно ниво само за последните 13 советници на Заев вработени во еден конкурс. Оваа сума е неколку пати повисока кога ќе се преборјат сите вработувања на соросоидите кои дивеа по улиците, лажејќи дека биле коректив на власта, а целта им беше да седнат по фотели на државна сметка и тоа денес им е јасно како ден. Заев овие одработувачи и профитери ги награди за нивната манипулаторска и вандалска улога во општеството. Невладиниот сектор кој беше приватизиран од СДС сега отиде по стечај и ќе биде ликвидиран, а сметката за тоа ќе ја плаќаат граѓаните со десетици милиони денари годишно плата за насилните демонстранти кои некогаш се представуваа како граѓански активисти. Новата влада со ребалансот на буџетот го скрати и буџетот на претседателот на државата за 95.000 евра.